Значи, Георги, дали можеш да ми кажеш што е стрип, како прво и основно тој проблем да го разрешиме? Стрип е прилично интересно прашање, што е стрип. У принцип, муабетов е на времето се појавувани стрип кајши. Знаеш, тоа се оние работи што идат као панели, идат у весник, у 2-3 онака кратки кадри се. Стрипот после се развива вероватно како форма, како лаик поише зборам, се развива во посебни кадри, со посебно разработени ликови, со посебна приказна, во зависност од тоа каков стрип, односно од која школа е стрипот. Функционираат страните на стрипот, големината на кадрите и така натаму. Меѓутоа, стрип е во принцип нацртана приказна. Значи, какви видови на стрипови имаме? Знаеме, имаме стрипови од по 10 страни, од... Точно тоа ти го кои се формите? Да, окей, види. Стрипот зависи по број на страни, ако го третираме во зависност од тоа од која школа припаѓа, знаеш. Италијанските стрипови се, не знам, 96 до 104-5 страни горе-доле. Француските албуми се 45-46, иако овие бројки варираат со плюс-минус 5 до 10 страни. Во принцип, американскиот стрип е познат по 25-6 страни. Горе-доле така се разликуваат, покрај другите елементарни работи. Се навратиме малце на светскиот стрип. Слушнав, читаш помалце манга. Дали можеш да ни објасниш подетално, значи, што е манга, како се пишува, како се чита, која е разликата од америчкиот и европскиот до тој стил? Мангата е јапонски стрип, значи тоа е називот за стрип во Јапонија. Се пишува и се црта исто како што се пишува и се црта секој стрип, само се чита од десно на лево. Значи се почне од крајот по нашки, крајот па одиме кон почетокот. Ништо различно од тоа. Се класифицира како стрип, е стрип, нели? И сите допирни точки што може да ги има со амерички стрип ги има, на некои места дури се подудараат. Али за разлика од американскиот, европскиот, па и да речам и кинески дури стрип, зборам од азискиот стрип, мангата се разликува во тоа што поголемиот дел од самите тие стрипови се многу поврзани со психата, со идеја која што е инспирирана дали од религиски елементи, технократски елементи, филозофии воопшто. Значи, и е малку подлабока за разлика од, нели, класичниот стрип, кој што не викам дека не може да биде длабок, али поретки се оние стрипови кои што се до тој степен длабоки како повеќето од мангите. Сега јапонците имаат од мене комплетен респект заради тоа што они имаат буквално за се стрип. Имаат стрип кој што се вика One Night Chef се вика, кој што е пример стрип за готвач, чии што задачи се да, например, направи јадење за 10.000 луѓе за една вечер. Што за мене и за тебе и за поголемиот дел од публиката воопшто што чита стрипови е малку така чудна како идеја, бидејќи тоа, например, повеќето луѓе не ги тангира, не би сакале да читам. Ја, например, лично не би сакал да читам за некој готвач. Мене тоа ми е малку така чудно. Ама ете видиш, јапонците имаат, кажу и за тоа луѓе, значи целна група која што го чита таков стил на стрипови. Значи мангата во глобала е еден од најстарите типови на стрипови што постојат во светот. Мислам дека е, како што ја имам читано, се немој да ме земете за збора, ја што имам читано е негде околу 1200 години, значи старо. Шогуните во Јапонија им бил начин на забава на нивните деца. Дали можеш да ни ја кажеш разликата измеѓу хуморот, например, што можеме да го видиме нацртан во весниците? Да. Океј, се разбираме многу добро. Знаеш, читаме весници секој ден и гледаме некои карикатури и така натаму, кои што веројатно даваат одредена содржина која не смее или не смее. Меѓутоа, тоа е момент, еден кадар, еден момент нацртан со одредена порака што читателот ја конзумира, ја прима додека чита. Стрипот е неверојатно, него сигурно има некоја поголема тежина, знаеш, пошто стрипот по формат е малку поголем, приказната е подетално разработена.
секој јунак си има свое посебно место во склоп на стрипот. Тоа е тоа во принцип, знаеш, се разликуваат тие работи. Стрипот еволуира, знаеш, од стрип кајши. Ја имам некој податок дека и Загор, кој што е релативно популарен стрип во Италија, почнува со стрип кајш, знаеш, тоа се они 2-3 онакви мали таблички што ги викам јас, кои што даваат одредена приказна. Кај нас ги имаме Остен, нели, знаеш, тие карикатури, меѓутоа разликата е многу голема во обемот и во развојот на карактерот на приказката и така натаму. Да разграничиме една работа. Дали Остен списанието е стрип или е нешто друго? И што е? Вака, Остен списанието, прво е, јас колку што знам, е карикатура. Карикатурата е само по себе спаѓа под стрип, ама не е класичен стрип. Значи, ја не омаловажувам воопшто нешто, него сакам да кажам дека е комплетно друга класификација по мене лично. Могуче не сум доволно запознат да знам дали карикатурата е еднаква, значи влегува внатре во стрип, значи во самата класификација, нели, на стрип, ама по мене лично е малку над стрипот, бидејќи тука се вмешани многу фактори. Тоа е афоризам, анекдоти, самото карикирање на ликовите кои што се актуелни во политички, културен или било каков живот социјален што го имаме, кажувам, ние во држава и надвор од државата. И според мене лично има, допирни точки многу со стрипот, ама според мене не е баш во класификацијата на стрипот, него е малку погоре на сосема друго ниво, многу по друго ниво. Остен, во секој случај, е еден од реномираните магазини во цел Балкан за карикатури. Ја не го оспорувам тоа, не го кажувам дека, мислам дека кажува дека по мене барем тоа се два различни света, условно кажам. Што представува една табла и зашто е таа толку вредна во светот, например, оригинална табла да се купи? Па добро, вака. Прво, табла, значи да го појасниме зборот, табла значи страница на стрип. Една страна стрип е еднаква на една табла. После во таблата, нели, има композиција одредена на различни панели во кои што има одредена приказна која што е нацртана, значи визуелно е представена. Значи, зашто луѓето се ги вреднуваат тие, заради тоа што по големиот број од тие табли кои што се вреднувани, значи зборам од колекционерите и воопшто од луѓето кои што сакаат стрип, се прво нацртани безпрекорно добро. Моливот нормално оригиналот секогаш е повреден од колку нешто што би можело да го испечатите во милиарда копии. Значи не милиарди копии. Моливот е едноставно уникатна работа, значи од како што би купиле слика од Ван Гог и репродукција од Ван Гог, сигурно дека репродукцијата од Ван Гог е поевтина зашто таа е масовна. А оригиналот Ван Гог кошта толку многу заради тоа што човекот ги ја цртал сам. Значи нема нешто како него, може да има фотографија, може да има репродукција, може дури да има и нели принт од истата работа скениран и така натаму, ама нема никогаш да биде тоа вредно толку што е самиот оригинал. Исто тоа важи и за самите табли, за самите уопште корици, илустрации кои што се пласираат во стриповите. Значи, во глобала има луѓе кои што ги ценат стрип авторите во целиот свет, што ги вреднуваат и тие нивни дела кои што значат нешто за самата стрип историја, антологија, тие страници се доста вредни кога се нормално оригинал. За огромни пари, кажува, правиме муавет. Сега, за пример, има табла која што кошта од $50,000 до $1,000,000. Ама ако ја земете таа табла, може и 2 милиона да биде, пример, од првиот Бетмен. Да добиете оригинална табла од првиот Бетмен е доста ретко, доста тешко. А втора работа, значи, на крајот на криштата, Бетмен сега во моментот е икона во цел свет, на секаков можен начин, од цртани филмови до филмови, стрипови не ги ни рачунам у целата работа, и од доиграчки до уопште тоа е една цела франшиза. И како да првата налепница на Кока-кола што би се продала оригиналот, значи на самото лого, кога би се продавал за многу пари. Истото е и вреди за табла или пак за стрип
издаден во 1930 и некоја си година таму од Супермен, од Бетмен и така натаму. Значи, стрипот ги поврзува ликовната уметност заедно со романите, со напишаниот збор. Така може да се каже. Па врзува повеќе од тоа, значи врзува стварно со пишаниот збор точно и со ликовниот, значи графичкиот елемент, ама врзува исто така и уметноста филм ја врзува во себе, бидејќи мање више стриповите се правени уште у самиот почеток кога почнале да ги прават стриповите, зборам кога станале некоја популаритет нели во цел свет. Инкорпорират елементи од филм, значи кадрирање, прескокнување на рампа, што ја викаат барем популарно кај нас. Значи и така натаму сигурно камерманот знае, кажува, така да зборот ми е дека стрипот инкорпорира повеќе од само графички и нараторски елемент, инкорпорира филм, некои стрипови инкорпорираат музика, многу стрипови инкорпорираат музика, во самиот текст има делови од песна за да се добие амбиентот, кажува, во кој што се одвива главното действие, а некои дури идат со касети на времето, сега CD-ња или DVD-ња или не е битно, кои што си имаат буквално саундтрак за самиот стрип. Значи нешто што би можеле вие да го слушате додека го читате стрипот. Значи инкорпорираат повеќе од нели тие два елементи. Затоа стрипот е малку уникатен тип на уметност, мада не е толку признат кај нас, ама сепак уметност. Кои се постарите стрипови меѓу почетниците? Зависи од која школа. Ја ако тргнам од мене, ја почнав со италијанската стрип школа. Популарна во Југославија, тоа не беше недостатно да го купиме. Во принцип читавме, не знам, Загор, Текс Вилер, Блекстен и така натаму. Веројатно тој период кога италијаниве правеле стрипови, американциве ми се чини со, не знам, DC Comics, Супермен, таа појава на тие суперхерои, веројатно и како некоја контратежа на овој италијанскиот стрип. Генерално која година е првиот стрип нацртан, искрено да ти кажам, као стрип фани не знам, меѓутоа е тука негде. 30-тите години, веројатно, претпоставувам. Дали можеш да не кажеш, кога сме веќе кај стрип јунаците, кои се постарите од овие попознати стрип јунаци? Се зависи за која школа станува збор. Ајде, италијанската школа почнав јас со тие стрипови, почнав како дете, ми беа најдостапни, онака знаеш да ги купиш. Меѓутоа во Америка се Супермен ми е, јас колку што знам, колку што имам информација, основниот лик, онака знаеш, од кој што почнува таа сага на супер јунаци, суперхерои, популарно кажано. Тука се сите, X-Men се тука, Капетан Америка. Зависи сега, дали преме муавет за DC Comics, дали преме муавет за Marvel. Во DC Comics ги имаме Batman, ги имаме Flash, Wonder Woman и така натаму. И сите тие стрипови низ времето еволуираат. Како карактерно во склоп на приказката, така и нормално се цртаат посовремено и тоа е тоа. Кога сме веќе кај Марвел, сите знаеме дека Стен Ли го измени стрипот од корен. Апсолутно. Дали можеш да ме кажеш на кој начин тој успеа да го измени и што се постигна со неговата ера? Види, тоа е едно многу интересно прашање, емисијава можеме и 2 сата, 3 сата е малку. Идејата што ми е? Самиот суперхерој, како суперхерој, според мене, веројатно е слика на авторот што го црта, знаеш. Многу автори кои што знаеме за нив приватниот живот, како функционираат и што прават, кога го читаме во стрипот, можеме да кажеме, еве го, он се нацртал, знаеш, карактерните внатрешни особини, говорот, текстот и така натаму. Од корен го измени стрипот. За мене е тоа револуција на стрипот, знаеш. Имаш суперхерој, имаш приказки, имаш негативец. И онај класично, знаеш, онака се тепа доброто го победува злото и така натаму. Меѓутоа, измеѓу минатиот живот, како станал суперхерој, човековите особини, моралот, етиката, веројатно и општеството, моментот, значи кога се креира стрипот, ја осликува и општествената ситуација во тогашна Америка, дели условно кажано, не најверојатно, него сигурно потаму и почнува таа сага за супер јунаци.
Генерално, за мене лично, кога јас би се на да нацртам стрип јунак, би тргнало тоа што сега јас и ти го правиме, знаеш, пивото, пиење тука и така натаму, луѓето со кои што се среќаваш, политичка, економска ситуација, како ти гледаш на животот, како ја гледам на животот, тоа е коренот за да се создаде еден стрип јунак, знаеш, за мене лично. Па најдобар пример за тоа е што Барак Обама се појави во Спајдермен. Да, се појави во Спајдермен и тоа беше така прилично интересно, иако Барак Обама дури и се спомнува на многу места во многу приказни како актуелен председател. Затоа што сите тие приказни кога ги гледаш, ја поготово што ги читам овие евенти од Марвел универзумот, веројатно, неверојатно, него се буквално во текст со современите текови како се развива светот воопшто, знаеш, војната во Ирак, војната во Афганистан, оние сите превери во Америка, расизмот е прилично актуелен. Дури имаше еден интересен податок во некој документарец за DC Comics што го гледав, почетокот на 60-тите години и појавата на хипи движењето. Они таму многу кажува, знаеш, за злоупотребата од дрога, штетните последици од дрога, имаат цртано некои насловни со не знам шприц, знаеш и така натаму кои што можеби се и забранети за јавност и така натаму. Целава работа е што моментот во кој што живееш ти е основна инспирација за било која стрип приказ. Основна инспирација. И тоа е убавината, знаеш. Кога го читаш од денешна дистанца, можеш комотно буквално да знаеш што се случувало во 60-тите, 70-тите, 80-тите. А интересно е кај сите тие супер јунаци што еволуираат. Знаеш, ти да седнеш сега да прочиташ, не знам, број 3, 4, 5 стрип од времето 36-та, 7-та, 8-та година, не е битно, и да го читаш истиот јунак денеска, ќе осетиш многу голема разлика. Карактерно, знаеш, тоа е убавината на стриповите. Кажи ми, како се третира стрипот во светот? Тебе најпознати евенти се Комик-кон и ајде од наша близина собирот во Макарска. Да, тоа е актуелен прилично собир моментално годинава и планирам да го посетам, здравје Боже, ќе видиме. Види, стрипот е као што е фудбалот можеби најспоредна работа во светот, кај мене е стрипот. Споредната работа најбитна за мене лично. Масовна појава е. Маркетички е многу организирано, многу добро, народот го чита буквално на целава планета Земја. Во светот, да, има Сан Диего Комик-кон, различни комикони во различни делови од Америка. Имаш фестивали во Франција, фестивали во Англија и така натаму, кои што се пропратени маркетиншки апсолутно многу, со многу голема посетеност. Луѓето, знаеш, више не е ни интересно да собираш стрип како стрип. Неш прават колекции на стрип табли оригинали кои што коштаат и многу пари и така натаму. Масовно е популаризиран, дефинитивно. Гледаме ние во Македонија малку да пркне работава кај нас. Да видиме што и како е, затоа и се собираме тука и така натаму. Интересна е една работа што мене ми остава многу впечаток на секој комикон. Луѓето се облечени, знаеш, како Капетан Америка, како Wonder Woman, Stormtrooper и така натаму. И сликите на интернет се фантастични и уживаме во нив секоја година. Тоа се викаше косплей, тоа е начин на живот. Да, апсолутно, па они имаат и Star Trek конвенции, Star Wars конвенции, можеш да се венчаш во Америка на палуба на Enterprise, знаеш, тоа е многу интересна работа исто. Се интересираат и тоа е тоа. Значи, ти си стрип колекционер, дали правиш и нешто со друга работа да се занимаваш со стрип, например, да пишеш приказни или да црташ? Почнав да пишем некој сценарио, барем се занесувам дека ќе биде нешто од тоа, ама кај мене е многу голем проблем времето. Знаеш, ја имам проблем, се собираат по 10, 20, 30 стрипа, па седнувам да почнам да ги читам и најчесто никогаш не ми е дочитано тоа што ги имам многу. Тоа е тоа. Кажи ми, што читаш во моментов и што те интересира? Во моментот, искрено ти кажам, последниве 7-8 месеци сум многу онака Марвел запален, нели, условно кажано. И грото седнав, знаеш, пошто кога се уклучуваш во одреден серијал, во одредена школа да читаш, никогаш не можеш да фатиш од број 1, пошто е премногу, знаеш. И почнав да ги читам ова евентиве, што се почнав со Civil War, па продолживме Secret Invasion, па Dark Reign периодот, па Siege периодот, Heroic Age, еве сега го чекаме многу Fear Itself периодот. Тоа е еден последно интересен евент, се работи за најголемиот страф внатрешен на секој јунак поединечно. Ама тоа е више многу голем муабет, знаеш. Во моментот читам, не знам, Secret Warriors читам. Тоа е една интересна прича за онаа организација SHIELD, која што сите ја знаеме преку америчките стрипови, ама никој во суштина не може да долови да си објасни што е тоа SHIELD, освен оние основни параметри дека се бори против заштита на
нешто како ција, меѓутоа на многу повисоко ниво заради напади од елиен и така натаму, знаеш. Ми стига да е тука прилично интересно и кои се негативците, значи Хидра, терористичка организација и така натаму. Се обидувам, ми се чини дека вечерва ќе ја завршам, уште 8 броја ми остана. За животот на Ник Фјури, која е исто така маркантна личност у целиот Марвел, тој свет, Марвел универзум е прилично интересен. Дали можете да ми кажете што е евент како евент? Значи, кои се попопуларни евенти во светот на стриповите? Добро. Евент е, или настан е малку по-нов тренд, условно кажано, во стрип индустријата. Значи, кога речам понов, мислам 20 години стар. Значи, не нешто 5 минути стар, да, длани. Евентите во глобала се настани во универзумите кои што се створени со тек на време во стриповите, одредени типови на стрипови. Во глобала и во грото од случаевите највише евенти имаат Marvel и DC како две најголеми куки во цел свет за стрипови кои што прават, кои што имаат комплетно, значи, оформени универзуми со своји јунаци, комплетно различни, дури политички, социјални структури во самите тие универзуми. Некоја работа која што ќе се случи, ќе го смени сето тоа како до тогаш се одвивало, се сматра за евент. Во последниве, значи, 10, 12, 15 години, не е ни битно колку години е старо, се откри дека тенденцијата, односно сватија самите издавачки куки сватија дека тенденцијата и потрошувачката на стрипови, значи побарувачката на стрипови е врзана за одредена приказна која што ги допира, условно кажано, значи под наводници допира луѓето кои што го читаат, значи конзументи. Има повеќе евенти, почнато е тоа од 70-ти години, еден од првите евенти во Марвел, например, индустријата е во X-Men, The Dark Phoenix Saga се вика, каде што една од главните хероини на X-Men, значи, една од главните хероини на X-Men станува лоша и почна да се бори против своите компањони, сојузници кои што до вчера и биле пријатели, љубовници, роднини и така натаму. И од тогаш натаму се гледа дека полека како, значи, оди времето и луѓето сакале да видат нешто такво, нешто што ќе го смени комплетно тој универзум на кој што се они навикнати, да го смени на некоја друга страна да го сврти. И тие евенти, например, до ден денеска се ултра популарни и до ден денеска мислам дека евентите се уствари предодредиште каде ќе иде самата стрип индустрија. Истото го има Marvel, истото го има и DC. DC сега пред 2 или 3 години има значи евент, значи настан, кој што се викаше Batman Rest in Peace, односно Batman почивај во мир, каде што го убија фамозниот Batman. Верувај ми на зборот дека еден од најпродаваните стрипови до ден денеска е Batman Rest in Peace, целиот тој серијал. Значи, каде што, нели, Бетмен, фамозниот Бетмен, кој што никој не може да го убие, некој го уби, нели, почина. Значи, тоа се евенти, пак тип на маркетиншки, значи, маркетиншко промовирање на идејата што е стрипот. Со вашиот колега ја чепнавме темата за колекционерство на стрипови. Дали можеш да ми кажеш што све спаѓа во колекција една? Во колекција што све спаѓа? Па, многу стрипови у глобала. Обично е тоа, значи, тоа се изданија кои што се од ист, односно со ист наслов. Најпожелно е да биде од број 1 до број кој да е додека нели се собира колекцијата, мада тие колекции се многу ретки. Една од последните колекции кои што ги најдоа, значи во собственост на индивидуа, беше Miles High Comics, што беше процената негде околу 200 милиони долари, Така да тоа се стрипови од се што излегувало последниве 50 години во светот.
Сега тоа не спаѓа, значи Европа, поголемиот дел од тие колекции се всушност значи дел од америчката школа, мислам таму колекционерството е на многу по-друго ниво и кај нив тие значи колекции стварно се вреднуваат многу големи, мислам многу за големи суми се продаваат, ретко кога се продаваат и е многу тешко да се дојде до баш колекција од типот на пример Miles High Comics, која што беше, како што ја имам читано нормално и следено некои репортажи, едно најзавидните и воедно и најсочуваните колекции. Колекција не е битно да ги имаш сите броеви, битно е и да нели самиот стрип да биде добро зачуван. Нормално американците си имаат нели збор за тоа mint condition, тоа значи како денот од кога е испечатено, ставено на продажба, до денот кога ќе се стави во колекција и ќе почне да се продава, таа не треба да има без малку ни една гребнатина, свиткана страница, свиткано врвче од страница, било што. Значи тоа е mint condition и тие стрипови се доста скапи. Значи во американските колекции се колку што имам разбрано, спаѓаат и некои акциони фигури, постери. Добра. Што све може покрај стриповите да се најде еден фанатик? Колекционерството кај фанатиците поготово мислам може да стигне и до капачиња од Кока-кола, пример, кои што имале символ на, не знам, на некој од куќите со стрипови, сам на некој од ликовите на стриповите кои што ги продаваат одредени куќи во Америка. Тоа е се нормално маркетиншки потек, ама во цела таа нели фама која што се дига, може се да спаѓа. Тие некои фигурички, например, исто, како што и стриповите мора да бидат mint condition, значи безпрекорно сочувани. Тие исти фигури не треба да бидат извадени никогаш од својата опаковка, например, за да се продадат за повеќе пари и сл. Али во глобала, значи, сите тие работи кои што се од некоја колекционерска вредност, барем во светот, се всушност работи кои што се, збориме за стрип сега во моментот, се поврзани заедно со стрипот и се некои работи кои што се раритети, како сами по себе се нешто што е поуникатно и го нема толку многу. Значи се може да биде, значи од топка до капаче, до фигура, до акциона фигура или обичен, значи баст, она баш биста што викаме понашки. Така да може многу работи да се сплотат заедно и да се стават под еден лейбл, односно под една етикета како колекција, нешто што е од вредност или нешто слично. Стрипот мора да свадите дека не е само забава. Стрипот од дамна, збориме многу од дамна, значи од Втора светска војна па наваму, дури за време на Втора светска војна и пред Втора светска војна е секогаш бил во функција на пропаганда. Малку е, кажи го, тврдо звучи, ама е така. Заради тоа што 1933 година или така нешто, една година подоцна, кога доаѓа Хитлер на власт во нели начело на национал-социјалистичка партија во Германија, во Америка таа година или една година, 2 години подоцна се појавува Супермен значи ликот Супермен од страна направен од страна на еврејски автор. Значи човек кој што е евреј, кој што бил против политиката на тоа. За Супермен цртани филмови за време на Втора светска војна и стрипови за време на Втора светска војна што се издавале со Супермен. Супермен се борел против нацистички сили, воопшто немало Лекс Лутор, не знам, овој или оној суперхерој или супернегативец. Него се тепал против нацистите. Марвел го имале Кептен Америка. Значи Капетан Америка е суперхерој кој што е направен као супервојник, внесен во функција на америчката војска за да се бори против нацизмот. Значи тоа е еден своевиден, значи тип на пропаганда. Подоцна пред некои па еве 2001 година излезе стрип кој што може ќе ги боли повеќето ваши гледачи, ама кажува што беше против Македонија, например.
кој што беше Freedom Fighters, мутант од не знам од Америка, им помага на терористи од албанска националност да ги победат фашистичките сили на Македонија. Дури го има, мислам, го има нацртано и Скопје, што е најсмешна работа, бидејќи камениот мост имаше 4 ленти на кои што идеа коли од сите страни и под камени мост идеше парабол. Мислам, е фабрикација на вистината, ама е типна пропаганда. Сега кога го нападна пред неколку години, кога нападна Ирак, кога го нападна, истото го има и со Ирак. Имаше суперхерои кои што се во функција на америчката војска, која доаѓа во Ирак да ги ослободи. Без разлика која е вистината, тоа е еден тип на алатка која што е за пропаганда. Тоа држи вода. Тој потенцијал никој не го сваќа кај нас, за жал. Значи може, зборам сега, кога ќе речам пропаганда, може и добра пропаганда, може и лоша пропаганда. Све зависи од човекот кој што ја нарачува пропагандата, нели?